Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи под диктат на Заев, а по формално барање на Оливер Спасовски, беше разрешена само заради тоа што го користела Република Македонија. Ова е тоталитаризам во својот класичен облик. Да биде иронијата уште поголема, самиот Оливер Спасовски, кога ги образложуваше причините за разрешување, користеше термин Македонија без никакви придавки или додавки. Ова е лицемерие на Социјалдемократскиот сојуз и бара разрешување на Мизрахи заради пресконференција пред табла со Република Македонија, која патем е наследена од нејзината претходничка Мила Царовска, а самите тие користат Република Македонија во формална и неформална комуникација, што е за поздравување. Ова само покажува дека таблата беше само повод, а вистинската причина за разрешувањето е разобличување на некои одредени незаконски активности на Царовска и неодговорното работење на Министерството во време на истата. Јавноста само треба да ги погледне пресконференциите на Рашела Мизрахи, за да види какви дубиози се случувале во Министерството за труд и социјала во време на Царовска и ќе им стане јасно зошто се бараше разрешување по итна постапка среде ноќ. Рашела Мизрахи покажа како се сака Македонија и покрај целата хајка која Социјалдемократскиот сојуз и нивните апологети ја правеа против неа. Со својата храброст, принципијалност и непоколебливост одговори на сите антисемитски напади кои беа упатувани оркестрирано против неа уште од самиот почеток. Разрешувањето на Мизрахи е обичен дефокус на СДСМ од криминалите на Зоран Заев, кој е заглавен до гуша, за корупцијата која што цвета во Македонија, за нивното неодговорно и штетно владење, за Луј Витон торбите, за рекетот, за плантажите на марихуана на Заеви, за тендерите и концесиите кои аболицираниот криминалец Заев ги правел. Ова тоталитарно однесување на Заев и неговиот хибриден режим фрла сериозна дамка на изборите кои ќе се случат на 12 април, бидејќи се руши еден од суштинските постулати согласно Законот за влада и Законот за избори. Јасно е како ден дека Заев сака да ги одложи изборите. Тоа е причината за неговиот страф и неговиот очај. Тоа е причината за неговата нервоза и паника.